Да се биде хроничар за општина Могила, посебно за селските населби, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов собојствен начин да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните, што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до обичниот човек, а обичниот човек на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Могила е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Добрушево. Атарот на селото Добрушево како споменична целина има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединични градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно од најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во давнишни времиња. Ете како што вели народот, Господ милуваше, овој пат повторно да го посетам селото Добрушево, за него да направам нов аудио-визуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија и за етнокултурните така народски да се изразам битисувања на ова село, како што се добрушевските средби, кои оваа година во ова село се организираа по 14-ти пат, кои се е дел од парчева земја, кои со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од сепукната историја на Македонија. Иако 2-3 пати сум го посетил ова село, така да речам Господ милуваше ова 2026-ово, Господово лето, повторно да го посетам ова село, поточно да бидам гостин, воедно да присуствувам на традиционалната 14-та поред манифестација Добрушевски средби, која се организира повеќе од една деценија, сето ова започнато по иницијатива на неговото блаженство архиепископот Охридски Македонски и на Јустинијана Прима, господин Стефан, која манифестација секое Господово лето се организира првата сабота по Великден, да направам нов аудио-визуелен документарен запис, се со цел оваа традиционална манифестација добрушевци да ја пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација, за да не биде покриена од правта на заборавот, како нераскинлив дел од историското битисување на селото Добрушево. Почитувани мои, како постар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, и ова 2026 Господово лето
За селото Добрушево со моето возило, со стариот руски джип со камазот, тргнав првата сабота по Великден во раните утрински сати, така народски да се изразам, за да го запазам веќе традиционалниот утврден ред на започнувањето на манифестацијата Добрушевски средби, чиј така народски да речам празничен утврден ред започнувал во раните утрински сати со биење на камбаната, најавувајќи го празнувањето кое најсетне започнувал во многовековниот Добрушевски соборен храм Христово Вознесение, меѓу добрушевци попознат како Свети Спас, со утринското богослужение, поточно речено со утринската архиерейска богослужена Златоустова литургија и ревијален дел кои го сочинуваат неколку културни фолклорни друштва ширум Македонија, а сето тоа да го преточам во нов документарен аудио-визуелен запис. Времето беше пролетно, небото над Добрушево ведро, погодно окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски да го опфати секој детал од оваа традиционална повеќе годишна манифестација. Набргу, како бисер гердан, не само од добрушевските патчиња и сокачиња, туку и од сета Добрушевска регија се зареди народ во правец на селото Добрушево, во правец на црковниот двор, на Добрушевскиот многовековен соборен храм Вознесение Христово. Набргу црковниот двор на Добрушевскиот многовековен соборен храм Вознесение Христово се наполни со народ. Почитувани мои, пред да го проследите поголемиот дел од утринското богослужение, поточно речено од утринската архиерейска богослужена Златоустова литургија, со која чиноначествуваше неговото блаженство господин Стефан, архиепископ Охридски и Македонски и на Јустинијана Прима, во сослужение со господин Петар, митрополит на Преспанско-Пелагониската епархија, викарниот епископ на Преспанско-Пелагониската епархија, господин Климент, заедно со свештеници од Преспанско-Пелагониската епархија и соборниот народ, воедно и од ревијалниот дел, кои го сочинуваа неколку културни фолклорни друштва ширум Македонија, предлагам да ги проследите до сегашните мои истражувања, така народски да се изразам како за световно-духовниот живопис на викарниот епископ на Преспанско-Пелагониската епархија, господин Климент Хераклиски, митрополитот на Преспанско-Пелагониската епархија, господин Петар, и неговото блаженство, господин Стефан, архиепископ Охридски и Македонски, на Јустинијана Прима, во продолжение на оваа репортажа. Викарниот епископ на Преспанско-Пелагониската епархија, господин Климент Хераклиски, е роден во Скопје на 20 февруари 1972 година. Неговото световно име е Горан Божиновски. По завршувањето на средното економско училиште, тој се запишал на студии по книжевност, магистерски класични студии и како водреден студент на Теолошкиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на кој и дипломира. Во 1993 година заминува на Света Гора во Григоријатскиот манастир. Во Григоријатскиот манастир престојува 3 години. Во Григоријатскиот манастир е замонашен од Григоријатскиот игумен Георги Капасанис со духовното име Климент. Свештеној џакон станува во Романија во 1995 година во резиденцијалниот манастир на романскиот епископ Калиник, докажен пријател на Македонската православна црква. Со благослов на митрополитот Петар, во 1995 година се враќа во Македонија, вклучувајќи се во процесот на возобновување на монаштвото во македонските манастири.
Првите 5 години ги поминува во манастирот Водоча крај Струмица. За свештено монах е ракоположен од страна на митрополитот Петар во 1996 година, а од митрополитот Наум е произведен во игумен и архимандрит истата година. Епископот Климен е духовен водец на братството на Зазенскиот манастир од 1997 година и на сестриштвото од Варошкиот манастир, а од мај 2004 година тој станал вршител на должност старешина на манастирот Трескавец. На 11 јули 2005 година во соборниот храм Свети Димитрий во Битола, во присуство на архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, сите епископи, архимандрити и бројни свештенослужители на Македонската православна црква е одржано наречение со кое е објавена неговата хиротонија. На 12 јули 2005 година, на празникот на светите апостоли Петар и Павле, во соборниот храм на светиот великомаченик Димитрий во Битола, во присуство на митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил, митрополитот господин Петар, митрополитот Струмички господин Наум, митрополитот Брегалнички господин Агатангел, викарниот епископ Велички господин Методий и бројни свештенослужители од сите епархии на Македонската православна црква, од страна на архиепископот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан е хиротонисан во епископ на Преспанско-Пелагониската епархија со титула Хераклиски. Митрополитот на Преспанско-Пелагониската епархија, господин Петар, е роден во селото Богомила на 29 мај 1946 година од родители Дане и Даница Кареви. Неговото световно име е Петар Каревски. Како одличен ученик се запишал во средното техничко училиште Електросмер, но пред самиот почеток на учебната година самоиницијативно, поточно по Божја промисла, одлучил да полага приемен испит за богословијата во Призрен. Бил примен и во 1966 година го завршил средното богословско училиште, матурирајќи со одличен успех. Истата година се запишал на Богословскиот факултет во Белград. Богословскиот факултет го завршува во 1970 година. Од 1 септември 1970 година поставен е за професор во Македонската православна богословија во Скопје и работи заедно со професорите Борис Бошковски, Трајан Митревски, Методи Гогов, Петар Јорданов, Јован Белчовски и Јован Паковски, идните први професори на Богословскиот факултет Свети Климен Охридски во Скопје. Ги предава предметите Свето писмо, Стар и Нов Завет, старогрчки јазик, општа историја, пастирско богословие и администрација, црковно пеење и физичко воспитување. Бил професор на некои од епископите во Македонската православна црква, како на архиепископот Стефан, митрополитот Тимотеј, митрополитот Агатангел и на повеќеми на професори во богословијата и богословскиот факултет. Од 1972 година до 1976 година е секретар на Полошко-Кумановската епархија. Во 1972 година на 6 февруари примил џаконски чин, а во 1976 година произведене во чин протоџакон. Истата година во месец август прима и свештенички чин. Од 1976 година до 1978 година
е парохиски свештеник и благајник во соборниот архиепископски храм Свети Димитрий во Скопје, од каде во 1978 година на барање на ректорот на богословијата и на архиепископот Доситеј повторно е поставен за професор во богословијата. По овдовувањето, односно почивката на протовизитерката Петра и по овдовувањето на митрополитот на Преспанско-Битолската епархија господин Климент, митрополитот Петар во 1979 година во придворскиот резиденцијален манастир Свети Ѓорѓи во Кривидол, Скопје, е замонашен од архиепископот на Македонската православна црква господин Доситеј. Во 1979 година се запишува на Григоријанскиот универзитет во Рим на духовна теологија. По предлог на архиепископот Доситеј на 14 јуни 1981 година во соборниот храм Свети Димитрий во Скопје од сите членови на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква хиротонисан е за митрополит на Преспанско-Битолската епархија, а на 15 јуни 1981 година во соборниот храм на Преспанско-Битолската епархија Свети великомаченик Димитрий во Битола од митрополитот Гаврил е ракоположен за митрополит на втората по достоинство епархија во Македонската православна црква во тоа време. Како мудар духовник, близок и непосреден со верниците, не штедејќи се себе си, уште од неговото архипастирисување презема уште една обврска да биде во академската 1981-та, 82-та и 1982-та, 83-та година професор на Богословскиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје по предметот староеврејски јазик. Во месец септември 1981 година администрира со двете црковни општини во Шведска и една во организирање во Данска. Во мощни тешки услови и големи отпори на тогашните југословенски власти, успева да оформи и организира уште 4 црковни општини во Германија, и тоа во Хановер, Хамбург, Штутгарт и Минхен, и да освети две цркви, црквата Свети Наум во Малме и црквата Свети Кирил и Методи во Гетеборг, како и да ги организира македонските верници во Трелеберг и Векше во Данска. Во 1995 година станува надлежен митрополит на Австралиската епархија. Со распадот на комунистичкиот систем во Европа во 1991 година, митрополитот Петар е првото свештено лице од Македонија кој ги посетил македонците во Албанија, во Мала Преспа, кој од галеријата на храмот Свети Архангел Михаел ја одржал првата богослужба од македонски свештеник на македонски јазик, каде што ги крстил првите 54 христијани македонци. Исто така, тој својата мисија ја прошири и во други делови на Македонија под Албанија, како што се селата Горно и Долно Крчиште, Пасинки, Стеблево и селото Арбере, кое се наоѓа во близина на градот Пишкупеја. Митрополитот Петар покрај мисионерската дејност што ја вршеше и лично и со своите свештеници во тоа време, во богословијата школуваше 13 ученици и 5 студенти од Мала Преспа. Под негова грижа во тоа време во Мала Преспа од темел се изградени и осветени 5 цркви, а целосно обновени и осветени се 5 цркви и 1 манастир. Во речиси 3,5 децениската посветеност на Македонската православна црква, митрополитот Петар активно и смело се залага за возобновување на монашкиот живот во епархијата, па така, под неговата грижа и благослов основани се 5 машки и 3 женски манастири со над 30 монаси, монахињи и искушеници.
Монашкиот живот се обновува во напознатите стари манастири Свето Преображение во селото Зрзе, Трескавец, Свети Никола во селото Манастир Маријово, Свети Јован Претеча во селото Слепче, Демихисарско, Свети Атанасий во селото Журче, Свети Архангел Михаел во Варош, во Прилеп, Света Петка во селото Цапари и Света Богородица во селото Јанковец. Во изминативе години, како архиереј, митрополитот Петар извршува и многу други задолженија. Од 1992 година, под негово раководство се остварени голем број средби со Цариградската патријаршија, Ерусалимската патријаршија, Руската Московска патријаршија, Романската православна црква, Грчката, Бугарската, Полската, Српската, Грузичката и Албанската православна црква. Архиепископот Охридски Македонски господин Стефан е роден на 1 мај 1955 година во селото Добрушево Битолско, како Стојан Велјановски во патриархално православно македонско семејство, како шеста рожба на неговите благочестиви родители Тале и Стојанка. По завршувањето на основното училиште есента 1969 година се запишал на Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Скопје, која со успех ја завршил во 1974 година. Потоа се запишал на Белградскиот православен факултет. По дипломирањето на Богословскиот факултет во 1979 година Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква го поставил за професор на Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Скопје, а веќе идната година бил испратен на постдипломски студии на Екуменско патролошкиот институт Свети Николај во Бари, Италија, на кој магистрирал во 1982 година. По враќањето од Италија бил поставен за предавач на Македонскиот православен богословски факултет Свети Климент Охридски во Скопје по предметите Свето писмо на Стариот Завет и патрологија, должност од која е избран за архиереј на Македонската православна црква. Замонашен е на 3 јули 1986 година во манастирот Свети Наум Охридски чудотворец во Охрид, а хиротонишан за епископ е на 12 јули 1986 година во храмот Свети Димитрий во Скопје како митрополит Злетовско-Струмички, а кратко потоа именуван е за митрополит на Брегалничката епархија. Во наредните години тој работел како професор на Православниот богословски факултет во Скопје, бил главен уредник на весникот Црковен живот и ја вршил функцијата ректор на Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Скопје во периодот од 1991 до 1999 година и портпарол на Светиот архиерејски синод. На Црковно-народниот собор, одржан на 9 октомври 1999 година во соборниот храм на древната Охридска архиепископија Света Софија во Охрид, бил избран, а на 10 октомври 1999 година и востоличен како 5-ти поглавар на Македонската православна црква и оттогаш тој ја извршува должноста архиепископ Охридски и Македонски, а истовремено е и надлежен архиереј на Скопската православна епархија. Господин Стефан за духовното, национално и црковно живење на македонците, преточено преку Македонската православна црква Охридска архиепископија вели: своевремено Македонската православна црква Охридска архиепископија е една од неколкуте први по великодостојност цркви која низ римскиот, средновековниот и отоманскиот период
ја представуваат културолошката и јазичната засебност на народот кој што векови се нарекува македонски, кој што милениуми живее на ова парче земја која се нарекува Македонија. Во обновената автокефалност на Охридската архиепископија е темелот на Македонската православна црква. Како резултат на вообновената автокефалност се отворија богословијата и богословскиот факултет, се обнови монашството, се изградија и се градат нови, а се обновија и се обновуваат старите цркви и манастири. Исто така се отворија македонските цркви и манастири во Австралија, Соединетите Американски држави, Канада, Европската Унија. На оваа и на ваква црква има на што да се радуваат и апостолот Павле, и македонката Лидија, и светиот цар Јустинијан Прима, и светите Климент и Наум, и Прличев, и Теодосиј, и Натанају, и Гоце, и Мисирков, како дар од небото. Памтиме какви беа и тоа со децении и столетија, а знаеме какви се сега и Плаушник, и Свети Наум, и Бигорски, и Рајчица, и Велјуша, и Водоча, и Зрзе, и Осоговски, и Марко Манастир, и Лесново, и многу други. Но неспоредливо најважна од сите градби е онаа изидана во душите на овој македонски народ. Почитувани мои, предлагам да го проследите документарниот запис од утринското богослужение, поточно речено од утринската архиерейска богослужена Златоуштова литургија, со која чиноначествуваше неговото блаженство господин Стефан, архиепископ Охридски македонски и на Јустинијана Прима, во сослужение со господин Петар, митрополит на Преспанско-Пелагоничката епархија, викарниот епископ на Преспанско-Пелагоничката епархија, Климент, заедно со свештеници од Преспанско-Пелагоничката епархија и соборниот народ, кој се одржа во многовековниот Добрушевски соборен храм, Вознесение Христово, во продолжение на оваа репортажа. Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Владико, и священного начальника нашего, Славишни Богу на земји човече по Богу. Христос воскреснал од мртвите со смртта, смртта ја победи и на оние во гробовите животи дарува. Слава Богу, се чините на земјата. Господи, останаше преждеши, останаше во захвату Твоју. Преместите на Господа, позиваме го свет. Благословен Бог наш, да смертно спословиваше да поминат возложени во царство Своје, всегда не е присно и во веки веков.
Благослови, Владико! Благословен Царството, на унето и силно светло, и векога, и векога. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, Иисус ты в гробе живот даровал, Христос воскресна от мертвите, со смртта смртта победи, и на тие во гробовите живот им даде. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть побрал, Иисус жив во гробе живот. Ой, свет крав и за нешто негува Тво небо со вера, набожност и страх Божи, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Благословен Ти, Отец наш, блаженнейши от да се помолиме на Господи, За благочестие Христу и православен народ наш, да се помолиме на Господи, Пак и пак в мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй, защити не спаси, помилуй, запази не со Твоята благодат. Спомнувај Ти, пресветата, пречиста, преблагословена, славна, Владичица наша Богородица и Секоја Дева Марија, со сите свети и самите себелен друг и свет на живот, на Христа Бога да го предадеме. Господи, 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 погледни од небото и види, и посети го младозје и утврди го, што го насади Твојата десница. Господи, призри с небесе и вижди, посети виноград сей и утврди, Его же насади, десница Твоя. Посети го малозје Твој утврди го, насади десница Твоја. Исполај Ти Господа. Господи,
Патриарси, да благословне Господ Бог царството Свое, постојано сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Архиерейството Твое, да благословне Господ Бог царството Свое, постојано сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Спомни си, Господи, за неговата сесветост, Вселенскиот патриарх Бартоломеј и за поглаварите на поместните православни цркви, Александрискиот патриарх Теодор, Антиохискиот патриарх Јован, Ерусалимскиот патриарх Теофил, Рускиот патриарх Кирил, Српскиот патриарх Порфирий, Романскиот патриарх Даниел, Бугарскиот патриарх Даниил, митрополитот Симеон, местобљустител на патриархискиот престол на Грузиската православна црква, Кипарскиот архиепископ Георги, Атинскиот архиепископ Ероним, Полскиот митрополит Сава, Албанскиот архиепископ Јован и чешкиот и словачки митрополит Растислав, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Спомни си, Господи, и за архиереите на Македонската православна црква, митрополитите Петар, Наум, Агатангел, Јован, Методий, Пимен, Иларион, Јосиф, Григори, Георги, Никола и пак Јосиф, и епископите Јоаким, Марко, Климент, Давид, Јаков и Партени, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Спомни си, Господи, и за блажено покоените архиепископи, Доситеј, Ангелари, Гаврил и Михаил, и сите пред нив, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Архиерейството Твое, да го спомне Господ Бог во Своето царство, постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Најнапред спомни го, Господи, блаженјейшиот архиепископ Охридски, Македонски, Најдонски, Стефан, Преосвещениот епископ наш Климент, светейшите патриарси, блаженјейшите архиепископи, високопреосвещените митрополити, преосвещените епископи, сиот свештенички, свештено-монашки, ѓаконски и монашки чиници од мир црковен, постојано сега и секогаш и во веки векови. Спомни ги, Господи, настојателите, украсувачите, добротворите и пеачите во свет храм, постојано сега и секогаш и во веки векови. Сите православни христијани, да ве спомне Господ Бог во Своето царство, постојано сега и Твој Бог леп се честен,
пратеници и возлюбен народе во Христа воскреснатиот. Во овие светли и спасоносни великденски денови, во кои Светата Црква непрестајно пее Христос воскресна од мртвите, со смртта смртта ја победи и на оние во гробовите живот им дарува. Еве, отслуживме света литургија, на која од Евангелието ги слушнавме зборовите на Свети Јован Крстител, изречени за Христа: тој треба да расте, а јас да се смалувам. Ова прекрасна мисла на Господовиот предеча е како патоказ за секој што сака да ја разбере тајната на Христовото воскресение. Тоа растење во Христа, или кажано со зборовите на светиот апостол Павле, тоа облекување во Христа е плод на благодатта која што не исполнува кога силот на живот на Христа Бога му го предаваме. Имено само при такво духовно издигнување срцето ни се очистува и умот ни се просветлува, да вистински ја живееме воскресенската радост. И Христос расте во нас и ние се преобразуваме. Како Добрушевец, пак јас слободно можам да кажам дека нашево Добрушево секогаш раѓало и одгледувало такви вистински христијани, дека овде се раѓале и одгледувале македонски чеда кои што вистински растеле во христијанските доблести и вистински се исполнувале со благодата на нашиот Господ Исус Христос. Па името свое не ќе го добило село наше да не ни забележат од другите места, ако што од давнина не изобилувало само со добрини. А пак таа добрината извира од добриот живот во добриот и човеколюбив Бог, што значи дека добрушевците од секогаш биле луѓе кои што се раѓале и растеле во Христа. И имали подобар живот во верата од животот во добриот Бог. Кога човекот ќе си ги очисти чувствата, па ќе умее, како што се пееше во преубавиот паскален канон, да го види Христа како болска со непристапната светлина на воскресението, тогаш тој се прилепува кон него, па добрината му станува начин на постоење. Таа се вселува во секое движење на неговата душа, па човекот почнува да биде христоносец, да го носи во себе животот Христов и да го сведочи на луѓето. Таквото растење во добрината е пат по кој се оди секојдневно преку боголюбието и човеколюбието, преку цркволюбието и родолюбието. А таквата добрина се разбира не е човечка заслуга, туку е плод на заедницата со вечно живиот Бог и води кон нашето конечно воскресение, кон живот во кој човекот целосно се исполнува со Божјата светлина и радост. Затоа, возлюбени добрушевци, во овие светлозрачни паскални дни, кои што традиционално се дни на добрушевските средби, а кои што пак еве се одржуваат по 14-ти пат, се можност да се подсетиме едни со други за заедно да ја чуваме радоста на воскресението и да растеме во добрината, а со тоа и во она што е наше добрушевско и христијанско. Тоа значи да му го дадеме средишното место на воскреснатиот Господ во нашите срца, за да пребиваме во неговата светлина и да одиме по патот што води кон живот. И тогаш во секого од нас ќе се исполнат зборовите: тој треба да расте, а јас да се смалувам. А за тоа да биде така, потребно е да продолжиме да се грижиме
за храмов, кому пред 2 години му ја прославивме 100 годишнината од неговото осветување. И колку треба да сме им благодарни на нашите дедовци и прадедовци, кои што го обновија разурнатиот храм во Првата светска војна, градејќи го овој велелепен храм. Исто така, исто толку треба да сме им благодарни на сите кои што го одржувале и се грижеле за него во изминативе 100 години. Но особено сакам да ги пофалам еве и преднадлежниот владика митрополитот Петар. Последните неколку црковни одбори и свештеникот кои од подот па се до покривот и внатрешно и надворешно целосно го украсија, како и црковната сала, дворот и патеките низ гробиштата, а изградија и објект капела за причување на покојните. Навистина храмот и сиот простор околу него сега представуваат нова слика и за црковниот одбор и за самото село. Но кога сме во овој круг, би сакал да укажам, но и да предложам да имаме слична грижа и за блиското старо училиште, кое што не е ниту помалку древно, ниту помалку значајно за животот на поколенија и поколенија добрушевци, кои во него ги учеле и ги научиле и првите букви, и првите броеви. И да не заборавиме, во ниедно од околните села, ни во тоа време, ни подоцна, не било изградено такво училиште, како ова во Добрушево, а ние така се однесуваме кон него. Народот не случајно рекол, копај нов бунар, но во стариот не плукај. И добро е што пред 60 години се изгради она што го именуваме како ново училиште, а старото во меѓувреме беше наменето во еден дел и за задружна продавница, потоа беше општина, па амбуланта и беше употребувано за се за што можеше да се употреби. Но гледајќи како изгледа сега тоа старо училиште, мораме да речеме дека тоа не ни служи за гордост. Ако домаќинот се гледа по дворот, а селаните и селото посред селото, тогаш со какви впечатоци и мисли заменуваат од Добрушево, оние кои што дошле во него или минуваат низ него. Затоа и од ова свето место би апелирал како добрушевци да се договориме најпрво да се престане со наградување на објектот и да се бара начин истиот да се санира и да му се најде соодветна намена. Па таков објект денес тешко се гради. Според тоа, да го зачуваме старото училиште и да го претвориме во објект кој ќе продолжи да биде за украс, а не за срам на Добрушево. Нека ни е честит денот и како добрушевец искажувам благодарност до митрополитот Петар и епископот Климент за нивното доаѓање во Добрушево и за денешната заедничка света литургија овде. Нека ни е за многу години денот, а светата литургија за здраве и спасение. Амин.
Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што според Господовото провидение и ова 2026 Господово лето присуствував на 14-те поред Добрушевски средби и за нив да направам нов документарен видеозапис. Почитувани мои, не ми се напушташе Добрушевскиот Всенароден собир, не ми се напушташе селото Добрушево, но морав да се заминам затоа што ме чекаат другите села распослани ширум Пелагонија и за нив да направам документарни записи.